Поголем број од луѓето креираат фајлови. Фајловите најчесто ги чуваме на USB, CD или пак во компјутер. Но понекогаш имаме потреба тие фајлови да ги испратиме преку мејл, но се доста преголеми. Па како да ги испратиме? Тогаш или ќе му го дадеме CD-то или USB-то на тој што треба да му се достави документот, или ќе му го прережиме и слично. Но, за да не го правиме тоа на секоја, постојат клауд сервери. Тие не овозможуваат преку интернет нашите податоци да ги зачуваме. Некои се со поголемо место, некои се со помало место. Во ова видео ќе се направи компарација за OneDrive, Digo, Mega и Google Drive. OneDrive доаѓа со креирање на Microsoft сметка. Тој го има во две варијанти, OneDrive и OneDrive for Business. Што е разликата помеѓу овие две? OneDrive е за персонална употреба, а додека OneDrive for Business е за бизнис околина. Значи, тука има некои дополнителни опции што ги нуди OneDrive, а тоа се колаборација помеѓу себе, испраќање на фајлови, надзор и слично. Додека пак обичниот OneDrive овозможува поставување на фајлови, гледање на документи, креирање на документи, слушање на музика, гледање на видео и слично. Доаѓа со 5 гигабајти слободен простор, односно не треба да се плати ништо. Digo доаѓа со 100 гигабајти безплатен мемориски простор. Овозможува едитирање на фотографии, гледање на фотографии, слушање на музика, гледање на видео фајлови и гледање на документи. Не овозможува креирање на документи како што е возможено во OneDrive и во Google Drive. Кога го споменав Google Drive, ајде да кажам нешто и за него. Доаѓа со 15 гигабајти мемориски простор, слободен. Го имаме кога ќе креираме Google сметка, овозможува креирање на документи, гледање на документи, слушање на музика, гледање на видео фајлови и слично. Значи, како Digo и OneDrive. И како последно го земаме Mega. Тој има 50 гигабајти слободен мемориски простор, може да се добиваат одредени бонуси со тоа што се инсталира апликацијата за на мобилен. Тука може да се гледаат PDF документи, може да се гледаат слики и видеа, но не може да се креираат документи или пак да се гледаат други типови на документи. Кога споменав за бонуси во Mega, Digo може да се надграда со тоа што може да се гледа реклами на апликацијата која што доаѓа за Android, преку пуштање на покани на пријатели да направат сметка на Digo и на кои други начини, односно начини со плаќање. За цените кои што ги имаат овие клауд сервери ќе бидат прикажани во продолжение. За крај, како заклучок, да видиме кој има најголемо место. Значи, на прво место слободно, со најголем мемориски простор, е Digo 100 гигабајти, второ место Mega со 50 гигабајти, трето место Google Drive со 15 гигабајти и на четврто место OneDrive со 5 гига. Што ќе користите вие е ваш избор. Чао! Многу мина од нас имаме некои акаунти кои што не ги користиме, почесто тие знаеме да ги избришиме. На поодреден период имаме потреба поради некои
причини да направиме рекреација на сите акаунти. Сега, дали некои од нив може да се рекреираат, а дали некои не? Токму во ова видео ќе имам некои важни информации кои што ќе го продолбочат вашето знаење за рекреирање на некои акаунти. Прво нешто, кога ќе избришете Google сметката, вие не можете да направите иста како она што ви била претходно. Зошто? Бидејќи Google не ги обновува корисничките имења. Од друга страна пак, ако сте имале акаунт на SEO Clerks и сте продавале како фриленсер и сакате да направите нов акаунт, вие можете да направите нов акаунт, но не со стариот имейл. Зошто? Значи, одговорот е како претходното прашање, значи не се обновуваат имењата. Значи, тука ќе ви треба нов имейл и ново корисничко име. Кога станува збор за Инстаграмот, може да направите со стариот мейл, а тоа значи дека ќе треба да го тргнете вашиот имейл од делот каде што ви е напишан имейлот и да го избришите вашиот број. Значи со мейлот и вашиот број што сте го тргнале, ќе можете да направите нов акаунт. Сега зимето. Значи ќе пробате да го напишите старото име кое што сте го имали на Инстаграм. Ако не успее, ќе направите со ново име. И по одреден период ќе го напишите вашето старо корисничко име. Тоа значи дека е обновено и можете да го искористите. Сега, најважно прашање од се е дали треба да избришите вашата Fiverr сметка. Не, никако. Ќе бидете во голем проблем. Зошто? Тоа го знам по мене. Значи, креирав веб страни, имав комуникации со клиенти и продав. Но меѓутоа, продажбата не беше добро и не сакав повеќе да и го имам мојот акаунт. Го избришав. По одреден период се решив повторно да продавам. Почнав да правам нов акаунт. Прв проблем со кој што се соочив беше дека не може да се креира со истиот мен. Ајде направив нов. Едно проблем че е решено. Друго, кога ќе треба да се напиши бројот за верификација, не можеше да го внеси, пошто кажува дека постоела сметка. Океј, ајде, го напишав на мајка ми бројот, фати се супер. Дојде дел с поврзување на социјални мрежи. Пробав со Facebook, не може, пробав со Gmail, не може, бидејќи биле поврзани претходно. Ајде направив нов Gmail и фати. Ама, најголемиот проблем кој што беше и воедно изненадувачки шок за мене беше тоа што река комана скопски, ама нема везе. Тоа што ми го исклучи акаунтот со порака дека сум ги прекршил правата за користење, бидејќи сум имал две сметки. Затоа ви советувам да не го правите тоа, оти може да се премислите и бам, да ви ја скинат сметката и после чудете се што весна. Друго, за Microsoft акаунт може да го избришите да си направите со ист. Dailymotion може исто така. Кога станува збор за MetaCafe, треба да му пишете на тимот за поддршка и тие ќе ви го дате разрешението, значи може да ви вратат во истиот ден или подоцна. И сега малце ќе кажам колку денови се потребни за бришање на акаунтите. Ако станува збор за Gmail, значи или Google сметка, општо кажано, треба неколку дена. За Microsoft треба 60 дена, за Dailymotion се бриши истиот ден, Instagram се бриши истиот ден
За Facebook треба 14 дена. За Facebook не кажав. Ако сакате да направите нов профил со стариот мейл кој што ви е на стариот профил или бројот, треба да ги отстраните тој профил и да ги додадите во новиот. Значи, активниот мейл ќе треба да го замените со друг имейл и така ќе можете да направите нов профил. И ако сакате да го избришите, мавате delete и чакате 14 дена за да се избриши. И при тоа не треба да се логирате. Фала што гледате, ето. Сигурно често пати кога го преинсталирате вашиот компјутер, во листата каде што се излистани оперативните системи кои што сакате да ги одберете, имате видено Windows KN и N. Па сигурно си го имате поставено прашањето што се тие. KN и N се верзии на оперативниот систем Windows за Кореја и Европа. N се за Европа, а KN за Кореја. Сега, се прашувате што има во нив. Овие два оперативни системи ги имаат сите основни функции на оперативниот систем Windows, но ги нема програмите кои што се задолжени за приказ на мултимедијални содржини. Ако станува збор за Windows 7, го нема Windows Media Center пак, а ако станува збор пак за Windows 10, ги нема Groove, видеоплеерот и другите програми кои што се за приказ на мултимедијални содржини. Исто така имате слушнато сигурно и за Windows 10S. Тоа е оперативен систем кој што овозможува само инсталирање на програми од Microsoft Store и отворање на браузерот Microsoft Edge. Значи, не дозволува никакви други програми да бидат инсталирани на него. Компанијата Facebook покрај тоа што ги откупи WhatsApp и Instagram, односно што ќе ги променува нивните имиња, воведе ново лого. Ова ново лого е доста поразлично од старото лого, ја нема сината основа и белата буква F, туку го содржи името Facebook, односно е напишан целиот збор Facebook. YouTube направи нови промени. Кои се тие, погледнете во продолжение. YouTube направи промени. Промените се однесуваат на почетната страница. Видеата се прикажуваат во редици и колони. Помеѓу секоја редица има простор од видеото. Помеѓу секоја колона има простор од видеото. Сега, без разлика, дали некои видеа се препорачени или се YouTube миксови, или пак latest YouTube post, односно последни постови. Меѓу сите овие има хоризонтална гријава линија. Друго, во делот трендинг, на горниот дел имаме поделени категории Music, Gaming, Films, Fashion. Тие се со кругој и во секој круг има соодветна икона. И тоа ноти за Music, за Gaming джойстик, за Films филмска трака и за Fashion креместаре со алишта. Друго, во делот за
субскрайбери. Имаме преглед на видеата во вид на грид или во вид на листа. Ако сакаме за грид се 6 коцкички, а ако сакаме за листа 3 точки и 3 хоризонтални линии. Ако гледаме во грид, имаме поделеност на видеата. Видеа кои што се поставени денес, тоа е дел од today. Видеа кои што се поставени вчера, тоа е дел од yesterday. Видеа кои што се поставени во текот на оваа недела се this week. Тоа го нема ако гледаме во вид на листа. Имаме и менидж. Шо има тука? Тука се прикажуваат каналите. Нивните логоа, односно слики на каналот. До сликите се имињата и описите. До описите се полињата што ни кажуваат дека сме се претплатени на каналот и комотно ако не ме никој да го следиме, ќе можеме да го откликниме, и до тоа тука ни е звончето што ќе ни пушта нотификации за секое клаено видео од каналите што ги следиме. Друго што промени има до search, односно до камерата со плюс каде што се поставува видео и помеѓу звончето имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 коцки. Во кои што имаме апликации други од YouTube, а тие се YouTube TV, YouTube Music, YouTube Kids, Creator Academy и YouTube for Artists. Шо има друго промена? Друга промена видам дека сега дека ќе се кликне на трендинг или делот за субскрайбери. Се менува бајата на иконата во црвена, од гриф во црвена. Друго, во делот кај што ни е нашиот акаунт, покрај стандардните опции што ги има Your Channel, Paid Membership, YouTube Studio Beta, Switch Account, Sing Out, Dark, темна тема. Гледам дека има и додаено нешто за промена на јазик. Тоа го нема се приметено, може е старо, може е ново, но јас мислам дека ги има наредено јазиците. Можеме да се смениме и јазик. Ајде ќе го сменам на македонски. Ама печудно е вака, бе. Денес, вчера, почетна во тренд и претплатеници, или не знам како е цело, скратено и точка има вклаено, бе, браво си. Аплауз за тоа. Ајде се вратам на англиски како што си беше. Така е. Паува. In English, UK нека биде. И гледам уште нешто, а то е Your Data in YouTube. Шо е тоа? Шо ни кажува? Значи, имаме преглед згледа на нашата сметка на YouTube. Кажва, конкретно за мојата контролна табла, дека имам една плейлиста, сум претплатен на 42 канали, имаме контроли, значи имаме историјата на гледаност, историјата на преверување и други поврзани активности кои што ги правиме. Друго да видам.
дали има некоја промена во однос на дизајнот. Ајде ќе влезам во YouTube Studio Beta или во Settings во што било. Видам дали има некоја промена. Да. Исто така тука помеѓу тоа што е понудено Account Notifications, Playback and Performance, Privacy, Connected Accounts, Watch on TV и останатото. Има мала промена, значи има растојание, има бледо грјава боја, која што не може многу да се воочи. Ако сакате да го почите, навалете си го екранот од лаптопот и ќе си приметите. Навидам тука во делот Notifications, еве има како прекидачи и тоа е тоа. За ова видео се надевам дека ви се допадна. Исто така YouTube воведе некои нови правила, кои што уште ги немам прочитано кои се тие, но исто така знам дека и воведе реакции кога некој прави лайвстрим. Односно воведе стикери. Сега, кои се ти стикери? Појма немам, пошто јас не правам лайв видеа. Тоа е тоа. Чао. Понекогаш имаме потреба некој thumbnail што сме го креирале на YouTube да си го зачуваме, поради тоа што не сме го зачувале во нашиот компјутер. Сега некогаш кога ќе го спуштиме, од YouTube ни го вади мал, како пресечен. За да го спуштиме во целосна форма, како што си е, ќе си отвориме страницата Boing YouTube Thumbnail Grabber. Сега, си одиме во YouTube, си бараме некој видео, го копираме линкот од видеото, си одиме на страница, си имаваме паста. И вади средна големина од thumbnailот, thumbnailите кои што YouTube ни ги предложил за да ги поставиме, и најдолу си имаме големата верзија, односно нормалната која што сме креирале. Си имаваме Save Image As, ке си го зачуваме негде во Download, Desktop или кај што сакаме, не е битно. Си имаваме Save и Happy End. Си ја имаме оригиналната големина на thumbnailот кој што сме го креирале. За да ја вклучите темната тема во Facebook Messenger, потребно е да кликнете на вашата профилна слика, која што се наоѓа над пораките или која било секција во самиот Messenger, најгоре во левиот ќош на екранот. Откако ќе кликнете на сликата, се појавува овој прозорец кој што го гледате. Тука, кај што пишува Dark Mode, треба да повлечите надесно и темата е вклучена. А за да исклучите, влечите само налево и тоа е тоа. Gallery Go е апликација која што имам преземена од Play Store. Ова апликација овозможува менаџирање на фотографии и гледање на видеофајлови. Кога станува збор за фотографиите, тие можеме да ги разгледуваме. Една фотографија можеме да ја споделиме преку апликацијата за порака Messages, преку Bluetooth, преку Gmail. Може исто така да се прати преку Facebook, односно да се постави на Facebook, на Story, да се направи наша профилна слика на Facebook, да се даде во Drive, во Maps, да се постави на Photos, на Instagram, дали била во Direct Message, дали во Feed или во Stories, во Mega
Яндекс Мейл, значи тука ги листа апликациите кои што ги имате инсталирано во вашиот телефон и каде што сакате да поставите вашата фотографија. Може да се направи автоматско едитирање, значи тука можете да зголеми малце светлината, може да прицелите да задржите за да направите споредба. Сега, ако маните replace, ќе заменува фотографија и оригиналната ќе нема. Пошто гледам малце се направила повеќе светлина, ќе ја манам replace, а ако не ќе cancel, ќе се маните нормално. Друго, тука во ова апликација може да се прават други едитирања на фотографиите, односно се прицка edit, може да се сечи самата фотографија, да се ротира, да се додаваат филтри. Тука имаме save copy, значи ќе се направи копија, а онда имавме replace. Тоа е тука добро. Може да се избрише самата фотографија, се враќаме назад. Овде во сетинзите, односно опциите, веќе кога велиме на македонски, можеме да пуштиме темна тема, значи таа беше темата што има пуштено и можеме да се вратиме оригиналната тема која што е светла, тоа е во делот Application Settings. Во Other Settings имаме да пратиме фидбек, да видиме верзијата на оваа апликација, Open Source лиценцата, полисите за приватност и условите за работа на оваа апликација. Доста е брза за работење и не го кочи работењето на вашиот телефон.